Девојчето што ја пее Зелката Зелката има кошули 300, па да. мислам тоа е најпрепознатливиот Дури момент. бев на снимањето на таа песна заедно со нив, бидејќи многу бев млада кога се роди Сара, веројатно и Сара ме доживува како помеѓу тетка и другарка. Лето, убаво лето, значи живеам јас во тоа време живеевме во градски зид во центар. На фонтаната нели се прскаме тука и трчаме околу фонтаната горе на парапетот во суштина. Јас се лизнувам и паѓам и го кршам предниот зап. И ја нели ја кршам, односно ја кинам брадата доздола, нели. Тоа е така една драматична ситуација, нели. Нормално јас не се секирам за тоа, туку се секирам за забот, затоа што рачунајте дека во тоа време хормони тинејдж, така многу ти е важен изгледот и така натаму. И го бараат сите делчето од забот, нели, да наивата на децата, нели, да може да успее некој, нели, стоматолог да ми го залепи, што не е така, нели? Не е баш така. Не е баш така. Не оди тоа така. Тогаш не знаевме. И така нели, нормално се јас плачам, нормално разочарана од целата таа случка. И доаѓам дома, мајка ми добро ме теша тука, нели, ајде ова не е ништо, ќе исчистиме раната. Тоа знаете, со ракија се чистеа рани, немаше јодови и такви работи. Домашна ракија најдобра за чистење рани, но за забот плачам неутешно и влегувам во соба кај сестра ми чита книга, вака ме гледа, отворени прозорци, немаше еркондишни тогаш. Као се луфтира, викам, песна ми се скрши забот. Вака погледнувам, леле колку си грда ми вика. Тоа се двете работи кои што нема никогаш да ги заборавам и секогаш се смееме за тоа. Татко ми научеше да пливаме на матка. Знаете како се плива на матка? Не. Не. Тоа е делот од летото кој што сакав да ви го кажам, кој што е многу важен за мене. Како мали, вака е Жешко, тој ќе дојде од работа, нели имал тренинг и така натаму. Ќе дојде од работа, ќе не однесе на матка. Сме пливале во водата, во таа грчладна и во тоа време грчладна вода.